На 24 септември на Пониква започна реализацијата на проектот Патеката на Клукедрвчето, кој се спроведува во рамките на програмата за заштита на природата во Македонија, чиј национален координатор е Фармахем, а финансиската поддршка ја донира Швајцарската агенција за развој и соработка. Во прекрасната природа на Пониква патеката ја помина околу 200 ученици од основните училишта од Кочани, предводени од своите наставници. Пред стартот во име на Македонското еколошко друштво за предвидените активности и за целите на проектот зборуваше координаторот Светлана Пејовиќ. Денес сме тука за да прошетаме по едукативната патека на Клукедрвчето, која што е во непосредна близина тука и е дел од проектот, истоимениот проект Патека на Клукедрвчето, кој што е дел од програмата за зачувување на природата во Македонија, чиј национален координатор е Фармахем од Скопје, а е финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Присутните ги поздрави и градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски. Како општини две, како општина Кочани и општина Пробиштип, се трудиме да ова место го направиме препознатливо по некои своји карактеристики кои што ги има тука. Тука имаме чиста природа, тука имаме посебно богатство од животински и растителен свет и ние тоа сакаме да го презентираме, но во исто време и да го зачуваме за идните генерации. Оваа патека е направена така да можат сите кои што ќе дојдат тука да по неа прошетаат, да видат каде на некои места и се движи Клукедрвчето. Знаете дека тоа тешко се забележува бидејќи бега, се крие, меѓутоа кои се поупорни и кои одат сами, можете да го забележат. Покрај еколошко-едукативните активности во буковата шума, учениците учествуваа и во активности кои беа спроведени од членови на извидичкиот одред Ластовица од Кочани. Инаку колоната ученици, поделени во две групи, тргнаа од ски патеката број 1, а патеката на Клукедрвчето ја завршија кај пистата, посетувајќи попатно дрвја каде Клукедрвчето се храни и живее.